Вчера министерката Десковска рече дека е подготвена за разговор, но дека се сомнева дека со ова сакате само да го одолговлечете процесот. Подготвени ли сте брзо да го пуштите во собраниска? Видете, како што реков и вчера на моето излагање, односно на одговор на прашање од вашите колеги, техникали се во прашање во однос на текстот кој што го подготвуваме за предлог законот, така да веднаш потоа ќе излеземе и ќе го обзнаниме патот по кој што ќе го туркаме овој закон. Инаку, за изјавата на министерката Десковска би можел само да потенцирам дека во моментов гледаме на кој не му се искрени намерите со законот, тоа е СДСМ се со цел да се заштитат самите по падот на власта, односно како што во моментов ја заштитуваат Катица Јанева, односно ја прикриваат. А како е расположение, каква е планот? Дали има расположение според препораките на господин Тахани и господин Фике до половина септември да има закон за сега? Видете, ВМРО ДПМН е подготвено да учествува во сите реформски закони кои што се од исклучително значење за патот кон ЕУ интеграциите и НАТО интеграциите на нашата држава. Тоа го покажавме во неколку наврати, бидејќи сите оние закони кои што беа навистина добри за граѓаните и државата веќе беа изгласани од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Ние и затоа го подготвивме овој предлог закон, ги изнесовме нашите суштински измени што сметаме дека треба да се изменат и да се применат во новиот закон, така да доколку СДСМ и министерката Десковска се расположени да ги прифатат, односно да ги имплементираат и да го прифатат овој закон таков како што го нудиме, ние сме подготвени да застанеме позади него, бидејќи е направен од нас, односно е направен од потребата да граѓаните добијат неселективна правда. Во вашиот закон нема кадровски предлози, значи ли тоа дека се откажавте од лицитирањето со имиња и дали воопшто предлогот Панчевски беше сериозен или... Видете, веќе за тој предлог одговоривме на претходна пресконференција од страна на претседателот Мицковски во однос на изборот на обвинител кој што треба да седне на местото на тоа ново обвинителство. Ние сметаме дека секој оној кој што е подготвен непринципиелно и неселективно да се бори со правда, со корупцијата и високиот криминал кој што и во моментов се случува во власта, сме подготвени да го поддржиме. Но во моментов најважно ни е да се прифатат сите оние суштински измени кои што ги бараме, односно ги бараме да се донесат во новиот предлог закон, за веднаш потоа согласно законот и уставот да се избере и нов обвинител кој што ќе биде прифатлив за сите и кој што безмилосно ќе и застане на оваа корупција, овој хаос кој што се случува во моментот во државата. Можеш ли на прашање Повелете. Дека разговараме со ова, значи сега има борба условно кажано, така? Значи меѓу власта и опозицијата за ново обвинителство, така. И сега се борите за тоа чиј закон ќе биде подобар. Кој да се одбере, ево и власта да го одбере вашиот или обратно, сепак кај граѓаните ќе постои тоа идеја дека имаме политизирано обвинителство. Дали сте спремни да прифатите, доколку е да се прифати ни вашиот предлог, ни предлогот на власта, да има предлог составен од самите експерти кои што се обвинители и експерти од власта, и да не биде ни вашиот имен и граѓаните да имаат на глава дека ево конечно имаме закон за обвинители кои што веќе донесе стварно од експерти, а не од мешани политичари во различни. Видете, ќе дадам накратко еден увод и образложение, веднаш ќе преминам главно на прашањето. Во моментов нема борба помеѓу нашиот и нивниот закон. Има борба против закон кој што треба да донесе неселективна правда, има борба против закон кој што има намера од страна на власта да ги заштити нивните криминали кои што ги работат во моментов, и тоа е на чисто. Во однос на создавањето на законот видовме изминатиот период дека работеат двете групи, односно од страна на ВМРО ДПМН и од страна на власта предводена од Рената Десковска. Видовме дека ставовите беа диаметрално различни. И тоа беше така само поради тоа што СДСМ сака го сокрие, односно власта сака го заштити криминалот кој што во моментов го прават за подоцна бидат амнестирани. Овој закон, кој што во моментов ВМРО ДПМН го обзнани, односно го представи, верувајте дека е направен со врвни експерти од фелата. И сите експерти кои што
заедно со вас новинарите. Доколку го погледнат, ќе увидат разликата во двата закони и ќе видат кој закон е релевантен, односно има тежина и ќе донесе неселективна правда, и ќе видат кој закон е направен се со цел само да се донесе за да се заштити криминалот во моментов. Ние како ВМРО ДПМН сметаме дека овој закон кој што во моментов го подготвивме е направен заедно со експертите, бидејќи претходно не идовме на кочница во текот на преговорите со министерката Десковска, и сметаме дека и граѓаните сега имаат можност да споредат кој закон е подобар и дека овој нашиот закон кој што го обзнанивме и го предлагаме е релевантен и е прифатлив за сите граѓани. Така да, во однос на дали треба повторно да се седне на преговори, веќе кажав, имаше диаметрални... Има закон кој што ќе оправаат стружни експерти кои што не се представуваат. Да, точно, токму тоа го кажав. Нашиот закон е правен од страна на врвни експерти, кои што се консултирани во текот на процесот на правење и создавање на законот, и затоа траеше малку повеќе период, односно малку повеќе од периодот се чекаше за да го обзнаниме. Сега кога веќе беше прифатено од целата експертска јавност што ја консултиравме, затоа го обзнанивме бидејќи сметаме дека ова е вистинското нешто што во моментов е потребно на Република Македонија. Државниот обвинител Јовевски вели дека иако Амблок не го отфрла предлогот, ова е ваш за трактовање на предметите кон државниот обвинител по потоа распределба, дека е можеби нерационално, нецелисходно, ќе се изгуби многу време при разработка на предметите. Во однос на Јовевски. Видете, на обвинителот Јовевски лично јас би му порачал во име на целата партија дека единствен кој што губи време откако е назначен, откако му е дадено доверба, е тој самиот. Имаме предмети кои што се отворени од страна на државното јавно обвинителство, кои што ги има направено како криминал власта и одговорна за нив, и се уште гледаме по 8-10 месеци повеќе од година дена стојат во место. Еве, кажете ми вие дали има еден предмет кој што во негово време, крупен предмет за власта, не е во застој, не е изгубено време. Немаме решение, односно немаме завршница на предметот со прислушувањето на судиите и јавните обвинители. Огромен скандал за кој што се уште молчи. Немаме разврска за 10,5 милионскиот криминал во Фондот за иновации, кој што исто така обвинителството покрена постапка, се уште молчи. Имаме ред други предмети кај што Јовевски не треба да губи време и треба да си ја гледа својата работа, односно да ги поттикне да ја завршат и да не се плаши од неговите наредбодаватели од Илинденска безброј и да ги заврши. Бидејќи единствен кој што во моментов губи време е само Љубомир Јовевски и треба што побрзо да се охрабри, како за сите предмети, така и за предметот рекет, да ги најде сите инволвирани, а не да се сведе само на двајца осомничени, бидејќи како што гледаме, инволвирана е целата влада и целото СЈО.